Почитувани ученици, добар ден! Јас сум Ангел Чуколев, вработен во Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани. На денешниот час ќе зборуваме на темата спортска гимнастика. Наставната единица е прескок расчекорно преку јарец со занажување. За почеток да објасниме што ни е се потребно за да можеме да го вежбаме овој елемент. Гимнастичарите го изведуваат на справа наречена конј без рачки или јарец, со помош на одскочна штица до која што се стигнува со трчање на растојание најдолго до 25 метри и неколку душици. Битна работа при прескоците е да се каже дека тие, секој всушност од нив, се состои од повеќе фази кои се споени во една целина. Се започнува со залет, тоа е кратко трчање, до најдолго до 25 метри. Потоа следува одраз со двете нози од одскочната штица и лет до справата. Следната фаза е одраз со рацете од справата и премин преку справата и на крајот се завршува со статичен доскок со двете нози. Еве краткото видео можеме да ги видиме сите фази споени во една целина. За денешниот час, конкретно, ќе разговараме за прескокот расчекорно, кој се одликува со тоа што за време на фазата на летот, вежбачот силно ги расширува нозите и ја поминува справата во таа положба. Значи, се започнува со неколку чекори залет. Потоа се врши одраз со нозите од одскочната штица и телото почнува да се движи во правец косо, нагоре и напред. По првата фаза на летање, вежбачот се допира со рацете на површината на справата. И во тој момент се врши ширење на нозете и склопување во зглобовите на колкот. Колковите се наоѓаат во височина над рамената, при што се врши силен одраз со рацете од справата нагоре. И започнува втората фаза на летање. Рацете се шират и во истиот момент се врши подготовка за спуштање на телото и доскок. Во следното видео ќе видите во зборена снимка како изгледа во целина. За да се подготвиме, да можеме да го изведуваме овој елемент, претходно се работат неколку подготвителни предвежби. Тоа се првите чекори во учењето на прескокот. Неколку од нив ќе ги видите во следните кратки видеа. Значи тоа се скокање од место со ширење на нозете, скокање од повисоко на пониско со ширење на нозете, прескок расчекорно преку јарецот на мала височинка и прескок расчекорно со помагање од страна на наставникот. Битно е да се каже дека со редовна примена на овие предвежби се влијае на развојот на моторичките способности кои што се неопходни за да се изведува овој елемент. Исто така со предвежбите се олеснува совладувањето на техниката на елементот и имаат широка примена во запознавањето со справата и помошните справи.
Исто така се развиваат и моторичките способности кои што се потребни за да се изведува прескокот. И тоа, силата на нозете, рацете и раменскиот појас, како и координацијата и рамнотежа. Во целина со прескоците првенствено се развива усогласеното движење на сите делови од телото, потоа усогласеноста на рацете и нозете, ориентацијата во просторот и координацијата. Исто така, преку прескоците, при изведба на одразот се влијае на развој на експлозивната сила на нозете, при одразот со рацете од справата се влијае на развојот на силата на рацете и рамената, како и на развојот на рамнотежата, и тоа, динамичката рамнотежа со преминот преку справата и статичката рамнотежа при доскок. Со вежбањето на прескоци се овозможува учениците да совладуваат некои препреки со кои се среќаваат во својот секојдневен живот, па така совладување на препреки со залет и со одраз, доскоци од некои повисоки површини, како и избегнување на препреки со помош на опирање на рацете. Со увежбувањето на прескоците, учениците го совладуваат и стравот, кој секако е присутен при применување на разни препреки и височини, што помага за полесно снаоѓање во секојдневниот живот. Слични движења кои што се применуваат во прескоците се среќаваат и во многу други спортови, како што е кошарката, атлетиката, одбојката и многу други. Па затоа велиме дека гимнастиката представува една од темелните, основни и главни гранки на спортот. На крајот, еве една успешна реализација на прескокот расчекорка во целина во реално време. Се надевам дека успеавме да ви доловиме, да објасниме и да видите како изгледа елементот расчекорка преку јарец, и дека ќе можете успешно да ја применувате на часовите кога ќе имаме можност да бидеме со физичка присутност. Благодарам на вниманието.